повелиот свет, од крајот мој, од родот мил. Да сум пилета 7 лет, да летнам пак каде срце е мирно, и одново во гробјачите да би се скрил, да погледаме поле ширно, да слушнаме песна нашинска, речна да ме вода заплиска, да можам тоа да го сторам. О, негревецу, каде се оние утра, кога спокојно сонцето ја гаеше пресната мугра, и денот нов се раѓаше, нова приказна се ткаеше, приказна за труд и селска мака. Време неповратно спомен што ми будиш за наши дни, млади и луди, и одново и солза прокапа, душа ли ја постака. О, негревецу, дал цветен мирис пак душа опива, и дреново дрво прво цуќе обсипа, дал секој дожд носи берике, дал сејачи по нивје уште има и градинари со мотики нарамо. Само да ги вратам, за миг ти е утра бели, кога сите бевме во работна клима, тај душава да ми се згрее. О, негревецу, зар тропаат уште косите, штом сончев злат треба ќе обсипа? Трчаат ли уште некој по патиците росни, да стасаат бргу, оти крижа ги посипала, да наклепаат коси, да превртат сено, да го соберат ако е сухо и сменило тен, да се најде на стоката во снежен ден. Негревецу, човек златен. О, негревецу, есента златна богат ли род пак дава, и крчка ли како некогаш пресното месо става. Лепот го надрва фурните, жените со вретената и фурките. Сможното мало на пченка ронење, сможните дечиња што играат и се гонат, жетварите снопје како редат. Тие снопје пак колку вредат. За тоа детство колку ли ми се пее. О, негревецу, дал вредните луѓе наши уште седат по редиштата и планините? Нив никој не ги плаши, ни далекиот живот, савнината. Ке заврне снег, ке се вратат и тие, и дружно и визити ке започнеме ние. Во домот пред песни ги ечат, луѓе рани ке си лечат, само дали домот постои сега. О, негревецу, црквата наша најголемиот сведок, ги собирали пак негревците по светот. На Илинден по традиција стара, слушави за Никулден воспоставиле друга. Нека обстојува. Традицијата треба да се негува и сака, оти негревска и не туѓа. Што би сакал да се врати време старо, да било за фудбал или нешто друго, одново да се чуе нашето его. О, негревецу, човек умири, дојде час, пак да се чуе нашиот глас. Најди време и спреми се за пат, на негревска вечер да дојдеш, да седиш спомени кој душа ти кала, со своите време да пројдеш, со своите оро да заиграш, игра беззлатен да поиграш, драг мој мил негревец. Драги гости, драги пријатели, добре дојдовте на нашата негревска вечер. Голема чест и задоволство е што повторно сме се собрале заедно да ја негуваме нашата традиција, да се дружиме и да ги споделиме убавите моменти што не поврзуваат за нашето родно место. Воедно како член на црковниот одбор, сакам да ве известам дека во наредниот период планираме уредување на нашата црква. Затоа повикувам сите кои се во можност, според своите можности и желби, да дадат доброволен принос за оваа начина дел. Секој придонес, без разлика на измер, ќе биде вреден
помош за да излечуваме и разубавиме нашиот здраv за секогаш и за идните генерации. Ви благодарам на поддршката, ви посакувам пријатна вечер, изполнете на добро расположение, музика, убаво дружење. Нека ни е честита и успешна негреската вечер. Благодарам. Орчо и добатија, ние продолжуваме понатаму. Бидејќи оваа вечер не е само обична вечер, вечер само на забава и игра, туку пред се негреска вечер, ред е нели да кажеме нешто што е поврзано со Негрево, нешто што е познато нашето село. Знам дека повеќето од вас го знаете тоа, но ете чисто едноставно да се подсетиме на заборавените нешта. Негрево е село во кое имало две училишта, во два објекти, но во сосема различно време. Едното во кое имате учено повеќето од вас присутните, освен како училиште, уште било и интернат за бушачите што ги испитувале рудните богатства во околината на Негрево, училиште со збирки на книги, птици, влечуги, руди, ботаничка градина. Училиште во кое се славеле нови години, во кое се играло пинг-понг, училиште во кое се организирал спортски повеќе бој, училиште во кое се правеле свадби, училиште кое било користено како стан за наставничкиот кадар, училиште во кое живееле фамилии без собствен дом, училиште во чиј двор се наоѓала метеоролошката станица, простор за чување на сено, на кози и така натаму. И конечно денес на тоа место постои еден убав, едукативен центар за зачувување на природата, белег кој го краси нашето село Негрево. Негрево е познато и по многу други нешта, интересни работи. Па во таа прилика би ги спомнала прекарите со кои биле ословувани повеќето од луѓето во Негрево. А потоа ќе ги спомнам и топонимите во атарот на село Негрево. Но најнапред да ги слушнете прекарите. Има многу, но јас одбрав неколку. Цинге, Прц, Нането, Камити, Кусен, Батулак, Бико, Бако, Бате, Јаланката, Кочко, Срцето, Сивка, Прчк, Ролок, Гънчето, Мишката, Шичин, Шушката, Жива стока, Ренде, Рендако, Царо, Препелицата, Тампе, Ждрапане, Фефебело, Раджиново, Крива круша, Шаркови трла, Газовица, Јуруковри, Шишорката, Полени, Каловдо, Брановдо, Валозите, Лускача, Ширината, Грамаето, Чучувајцо, Гувењето, Виро, Рада, Пражево, Еленско блато, Белите брегови, Челенковото, Иловската воденица, Грбавица, Скајето, Врдената скала, Мадовец, Раковец, Алипови кашчи, Сенаве, Каширската чешма, Црковницата, Фатовското, Пристоето, Чекалната, Полето, Ливаето и многу други. Кога станува збор за Негрево, неминовно е да ги спомнеме некогашните, но и сегашни негревски фирми, како што се Пеком, Идила, Андрон Компани, Алфа и Омега Градба, Интеркар, Негрита, Автолимар Коце, Руди, Маршал Кравер, Елена Мак, Пешан, Алива, Габара Рунтевски, Кафана Дионис, Агро Негрево Ждрапански, Агро Поповски, Компанија Поповски, Книжарница Ноли, Адвокатска канцеларија Шумански, Адвокатска канцеларија Снежана Мицевска, Книговодствено бюро Гошевски, фирма Исток,
ПЗУ Александар Медика Автоберална Гиги. Ако некој заборави, нека ми прости. Корпоповски Негревец, сегашен Александар Китански по потрекло од Негрево. Градоначалник на општина Делчево Дарко Шептански. Председавач на Совет на општина Пехчево Миле Гошевски, Негревец. Председател на ТМРО денеска познат адвокат Ванчо Шептански, Негревец. Директор на ДБК Звонко Каширски, Негревец. Директор на храна и ветерина Дејан Рунтевски, Негревец. Главен архитект на општина Пехчево Јупчо Костадинов, Негревец. Началник на одделение за урбанизам Димитар Рунтевски, Негревец. Директор на Централен регистер Андреј Поповски, Негревец. Амбасадор Мозаик Филип Николовски, Негревец. Прв председател на окружниот суд во Бераво Асен Клетички, Негревец, а после него долгогодишен председател на окружниот суд во Бераво Васил Каширски, Негревец. Директор на Агенцијата за филм Сашко Мицевски, Негревец. Директор на Лукойл Александар Рутевски, Негревец. Секретар на општина Пехчево Димитар Шумански, Негревец. Значи, Негрево е познато по успешни луѓе во своите области и професори, директори, лекари, професори, началници, писатели, музичари, занаетчи, бизнисмени, сточари, овоштари, инспектори, судии, спортисти, уметници, артисти, една од најпознатата фамилија Шептански, Александар Шептански и неговата керка, судии, политичари и уште многу други. Со ова го завршуваме официјалниот дел, а сега ве препуштам на музиката на Актив Бенд и на нашата драга гостинка Декневка по потекло Сања Цинцева. Да уживаме, да се забавуваме, а подоцна повторно да се слушнеме. Ви благодарам. Тија че ме накара и по нивите да ода, че немам никаква слобода.
Право да ти рече така и треба. За голема мръза като тебе. А гъло аз не ти го докарахта за това, не грево се заандах. Маля, ако Богу да некоя свекърва лоша, чия кръста дронцопоната вошла. А свекоро, аро братя сало, само ако му се е чисето стиснало. Бидешо биде, оправия работите. И сватбата беше в съботата, а на сватбата беше много интересно. Некои ликови се реални, некои се измислени. Не е целта да омаловажам некои или да попалам. Целта е да ви насмеям. По днешно време да се насмее човек е много тежка работа и баш мене това ми пада. Сега ще се пробвам да ви насмеям, ако успявам в ред, ако не успявам, ще ми кажете уд. Драго и Лена Шумански трябва да продава ягниша. Одат горе на площадо и Лена се договаря с търговците. Вика на търговците: първо че аз свериме багата, после че продаваме ягнище. И първо я мерят нея. Мери търговецо, вика: Лено, ти имаш 86 чила. Добро, айде драго и тебе да те примерят. Мерят го Драго, 83 чила. Вика: мале, Драго, и тая година съм те проебала. Оди некој негревец в Амстердам и оди по улицата дека са проститутките. И гледа като в кафети в стакло и тропа на една на стаклото и вика: колко? И она му вика: 50 евра. Вика: ба много ефтино бе, таков термопан по Пещево изпод 50 евра не е. Некој негревец оди в Германия и среща там некој малешевец. И вика негревецо: аз пръв път дойда в Германия, ако искаш малко да ме прошеташ. Нема проблем, бе. И шета се и гледа на една каша нацъртано секс. Вика негревецо: шо е това? Това е, вика, явна каша. И шо е това явна каша? Абе, вика, тук има жени. Влезеш, бираш некоя, платиш и правиш шо искаш с нея. Абе, вика, аз нямам пари. Абе, вика, Лев Негрево имаш овци. Че продадеме, вика, една овца, с 50 евра, вика, че завършиш работа. Така, ако е, вика, да, няма проблем. Продава една овца, он бира жена, качува се, горе завършува се цяла екскурзия, доди в Негрево и Павовчар оди с овците, легнува под една слива, тура в устата една сламка, жвака и гледа в небото. Около него се навъртува овците. Бе! Он вика: шо бе? Сити, че ме продам. 1 километър. Вика, чим за седак, че те пренесе. И носи я нагоре и стига до щалата. Десно от щалата има овощарник на орце. Сливите са опарвани с вар. Убав овощарник, за око убаво изгледа. И он вика на ня: в това село шубави овощарници има. Той овощарник вика: на кое? И она вика: има jedan будала от Негрево живи у Пещево, ovo е негово, а това си он. Стига в Негрево, първата каша от лева страна е на орце на Чишамо. И вика орце: мале шубаво и каши в това село, тая каша по на кое? Па вика: ovo е на исти будала. Стига на чешията горе и она пази по продавницата. И по продавницата пълно свет и вика: добрино, с кой си дойде толкова бреше? Па вика: един господин ставае с джипом и ме довел довде. И они вика: немoj това Орсевичов де. Па не знам, вика. Той е, вика, Орсевичов сигурно. Наредният понеделник ходи на Пещево и го вижда Орсево. Она вече знае на кое. И го хвата за яката и вика: ели бе, ти чеш мене да ебеш, а?